Децата престанаа да доаѓаат да играат во овој забавен парк во Ал-Баат, главниот град на сириската провинција Ал-Кунеитра, која се граничи со Голанската висорамнина, регион во Сирија, кој Израел го зазеде пред повеќе од половина век. Истиот декемвриски ден, кога падна режимот на Башар ал-Асад, израелските сили влегоа во овој град. Сега, тенк се наоѓа на само неколку стотина метри од овие празни улашки. Израелските сили ја презедоа контролата врз областа означена како тампон зона во рамките на сириската територија, воспоставена според примирието од 1974 со кое заврши војната меѓу двете земји. Тенкови, војници, воени контролни пунктови сега окупираат оваа зона, која официјално е под контрола на Обединетите нации. Ништо не ги спречува израелците да влезат во градот. Тие ги прекршуваа договорите од 1974 година, а нивните тенкови стигнат дури и до општината. Слейман објаснува дека повеќето од селата околу Ал-Баат биле окупирани од израелските сили на 8 декември. Тие почнале да пребаруваат по домови и јавни згради за оружје. Израел вели дека окупацијата е привремена, но жителите стравуваат дека нема да биде така. Многу од оние кои што живеат во оваа област првично беа раселени од Голанската висорамнина, окупирана од Израел, за време на 6-дневната војна во 1967 и оттогаш анектирана. Не верувам дека се работи за оружјето. Има поширока долгорочна цел. Сакаат да окупираат повеќе територија. Голан е богат со водни ресурси и плодна почва, а тие се алчни да го поседуваат тоа. Оние кои се обидоа да протестираат против окупацијата велат дека израелските сили возвратиле со насилство. Најмалку едно лице е застрелано, многумина тврдат дека биле претепани или уапсени. Гласот на Америка се обрати до представници на израелските одбранбени сили за коментар на обвинувањата, но не доби одговор. Мохамед Фајат, адвокат во Ал-Баат, вели дека бил уапсен и нападнат од израелските војници, додека бил во посета на блиското село со француски новинар пред неколку недели. Ме соборија на земја и ми вперија пушка. Бев соврзани очи и со лисици, не можејќи да се спротиставам. Постојано им кажуваа на цивилите дека наскоро ќе бидеме ослободени, а псењето се случи пред очите на децата и другите цивили. Израелската влада вели дека планира да го задржи она што премиерот Бенјамин Нетањаху го нарекува привремена одбранбена позиција и најави дека ќе ги задржи своите сили во Сирија додека не се формира нова постојана сириска влада. Сириската преодна влада сака израелските сили да заминат. Нивните повици ги повтори генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш, кој исто така повика Израел да се повлече од таа територија.